Драгана Марковиќ е 28 годишна мајка и за жал лице со пречки во развојот. Потекнува од Команово, таму и пораснала. Учела во специјално училиште, а веројатно психичката состојба ќе придонесат и за лошите избори во животот кој денес си го отежнуваат секојдневието. Пред 6 години раѓа дете и се мажи, но малтретирањето од сопругот и советите од свекрвата да бега од таа куќа за да се спаси, ќе каже таа ќе ја вратат во родната куќа, вечно да пати по ќерката која морала да ја остави и која денес не сме да ја гледа. Можеби некако се прибира и одлучува повторно да влезе во брак, но очигледно повторно ќе донесе лоша одлука, зашто кога дознава дека е повторно во блажена состојба, била принудена да се ослободи од бебето за да остане ке сопругот. Болката по првото дете нема да ја дозвола да го направи тоа, па одлучува да ја роди малата Божана која денес има 12 месеци и е целата нејзина среќа. За жал Драгана е невработена. Условите во куќата на татко и се лоши. Единствен приход е минималната плата од нејзиниот татко кој се грижи да обезбеди пелени и храна за внучето. Социјалните служби постојано ја посетуваат и укажуваат што треба да направи за да го задржи детето. Па Драгана била принудена сама да се качи на скала да кречи, но не знае како ќе обезбеди шпорет на дрва за угрев и доволно храна за неа и Божана, а ќе каже: нема да поднесам да останам и без Божана. Така само би ми ја убиле душата, додава таа. Убаво е кога по втор пат ги гледаме луѓето кои што ги снимаме во Срце на дланка. Денес сме во Команово, во домот на Драгана, која што заедно со своето бебе го ставија Срце на дланка и ни докажаа дека тешко живеат. Денес условите и се малку подобри, па затоа дојдовме да прашаме колку ја помогнато. Добро вечер. Добро вечер. Ние бевме на поминување. Да. Па дојдовме повторно да те видиме. Ова се претпоставувам дрвата кои дрво што имам, еве колку дали ќе истерам между 2-3 недели, ама па треба се купуваат куде и донации. Што за мама? Да, и од донација? Ова донација што за мама, од донации тие пари, 2 кубика, 1 кубик од мајка ми со мужа ми што докарам, платимо. Те тие се дрвата. Беше пред неколку месеци во Срце на дланка, го кажа твојот проблеми дека живеете тешко со Божана. Да. Предпоставувам дека ви се јавуваа луѓе, дека ви помогнаа, дека ви донира храна, дрва, средства, финанси. Да, со тие средства што земамо од донација, купиме дрва, они што ни донесеа храна, све што треба за мене и за Божана. Свието е у којќу за њума, тие средства што останава, и уште треба за дрва. Ке купувате уште дрва? Да, сега купивте 3 кубика? 3 кубика, ама па нема да стиза фриждер ја што фали тој ќумбет. Кој дом пак ќе се изцепи, не можеме шпоре да купим. Тато не ќе се смена да се грее. Сака горе да иде во другу собо се седимо. Вие сте посебно со Божана? Да, ја и Божана седимо мала у таа поголема соба, он горе се грее у таа соба сака. Предпоставувам дека сега не и фали ништо на Божана од храна, од пилени. Не, за сак не, ама колку натаму пак ќе ни фали док да малку се стабилизирам со тие пари се што зема од донација, дрва, тие храна за њума. Мене ми се јавија луѓе кои што мислам дека ти понудија и донација за поточна работа, вработување. Понудиваме, ама ја не можам да ја оставам. Виш, и нон-стоп плаче ова дедо и не можам. Како? Куде да идам јас без нејс? У мене нон-стоп плаче, у мене не плаче. 24 сата. Малку кога ќе потпорасне, предпоставувам дека ќе морам да иду да работам, ама сега за сега не можам. Со неј сум ми вржени раце, еве секој татко ми нон-стоп плаче. Како го поминувате сега денот, кога имате храна, кога не ви фалат пелени? Малце е боле како што беше пред тој да трпиш со све, ама сак за сак е малце боле. Ама понатам пак ни треба сак зима појде, здрава. Саки да ни ноќе како клап. Социјалното го направи, дали ќе го дадат и во декември. Поднесе документи, така? Поднесов 5300 социјално. Многу е малце. Имам и документ, решение, земам од социјално, ама па е многу малце. Сепак се е подобро од ништо? Да. Задоволна ли си? Имаш и поединци кои ти носеа храна? Да, имаше. Доваѓаш, нудива ми, еве, пред да ми се исклучи сега интернет, нудива ми па донација, ама интернет, лозинката нешто не е добра. Утре ќе идам да ја направам, па ми пишуваат за донации, така. Постојано носат? Задоволна ли си? Па, за сега доволно е. Задоволна? Да. Среќна си? Среќна сум, само уште шпоред да добием унутре што треба за зимските да не иду прајн со Божана, да не ја носам. Уште шпоред и фрижидер немамо со њума, барем уште 2-3 кубика дрва за мене и за Божана, а мене ќе ми е доста. Ќе бидеш задоволна? Ќе бидам задоволна со дојде пролетта. Барем уште некоја донација да има, да земам дрва за нејзе, шпоред да купам и фрижидер за нејзе. Што би препорачала на сите оние кои што се наоѓаат во ситуација како твојата претходна ситуација? Нека и помогнат сите народ. Колку можат, Господ нека и даде на нив. Нека се сите луѓе што немат ваква
ситуации како мојата и на мојата Божана малата керка, сите нека се пријатно срце дланка, секој кој е кума народ и кој е добродушен народ, нека и помогнат колку може од нас и од сите од нас. Повелете внатре, да не плаче Божана. Малку ја подсредивте, гледам собата. Да. Топло е, што е најважно. Најважно е за нема и дојне и ноќе кору, Така. дрво. Сињаќе баш ми го снае у 2 сати, ја не сум заспала, сум цела на моја со љуба. Јас не можам без неја, и она без мене, неќе се, не сака виш. Се у мене. Се уште добиваме донации, има хумани луѓе што уште не барат, тие за фриждер неќе не напишава на Facebook дека преку интернет. Ќе ви донесат. Па ќе ни донесат оведено, не те типи со споиѓа овие и вечер го турам дека она се игра Божана тоа. Ама у мало собу колку може ќе среда, ама па не е виши шпоред на ќумбет. Колку Сега ви е полесно. малце од малце ни е полесно него кој што бемо у почеток. Со нејсе. Ќе ги ухрабриш ли другите? Сите што немат, нека и помогнат сите хумани луѓе. Колку на нас не донирале, толку и на нима нека ги донира Господ. Повеќе и од нас. Ацо Јовановски 40 години живее во руинирана куќа во Кумановска позаика, за која ќе рече дека е како проколната со лоша енергија и му носи само несреќи во животот. Кој мајстори да дојде да работи во неа ќе каже тој или му се случува нешто лошо или умира. Во неа живее со неговата ќерка Ивана која на 25 години има психички проблеми и лежи често во Кумановската болница. А во иста лоша позиција, навалена и покриена со многу черги за да не примрзне, е неговата стара мајка, која јаде само доколку Ацо изоди 22 километри за да стигне од болницата до куќата. Оди пеш за да заштеди пари за да ја купи кифла на мајка си. Исто толку поминува и за да се врати назад кај Ивана во болница. Со 4100 денари месечно и тешко дека некој може да живее подобро. Ми фалат средства за лекови за Ивана, сака телевизор зашто само тоа ја прави среќна, сака топла облека, храна, а јас немам за ништо. Од бебе, кога беше само месец и половина и останата без мајка, па сум одел по нивите и со една рака сум работел, со другата рака сум ја држал неа. Таа ми е се во животот. Цела земја ја изодев само за да ја го најдам лекот, но таа е се полошо и полошо. Дома е агресивна и не смеам да ја оставам сама за да одам да работам. И до крајот на светот ќе одам пеш само за да ја најдам лек. Затоа и западнав, ке рече Ацо, во оваа тешка ситуација во која веќе трпиме за леп. Сепак, ако некој се смилува и ни помогне со куќа во некое поблиско село до градот, би бил премногу благодарен, а знам дека тогаш и детето ќе ми биде подобро, ќе заврши овој учен татко. Добро утро. Добро утро. Јас сум Оливера. Ацо. Здраво. Оливера. Од срце на дланка. Дојдовме денес да ве посетиме. Поточно се наоѓаме тука на улицава, бидејќи ни кажавте дека морате да одите до болницата во Команово. Што ви се случува? Па, како намервено сече лишта, крши судови, од надвор ѓубре у собе пуни, удара главу. Така е родена или... Не, А многу што ви се одишна е. случи? У школу е многу одишна. Оден пут падав ми троица. Татко, мајка и дете. Оден пуда. Кога забележавте дека не е добра? Па тогаш кога паднала прво татко ми во дворот, мајка ми од ходникот па во подрумот, а ова па позади куќата паѓа и удара глава од камен. Колку време помина од тогаш? Па тоа беше у јули 2015 година. Веќе 7-8 години. Да. А, И се боримо а каде живеете? во село Позелјка. Немате сопруга? Нема. Она ја оставија месец и пол родено дедето. Толку И- имаше Ивана. Да, и побегна там по Србија. Се може она е била таму мажена, па после за мене, па таму и крајно дојде више нас, тука роди тука 3 деца и почина. Сега Кравата почина. ли го тепала, што е немам поима.
Ивана не ја познава, не? Не. Па од месец и пол бебе, што ќе Вие ја познава? изчувавте? Све ја. И до последен дан, док ја ишло у школа, све ќе го носам до школа, па ќе враќам се дома, па идам, па ја зимам, до дома ја носам. Како живеете? Тешко живеете? Тешко, како не е тешко. Па татко ми кад падна болан, виде не пива, па имање продаде. Оно, нашиот не е кој зна колку саглам по зајското, ама те едно свинче да може да изчуваш две. Ама рече, крајно мора да се селиме. Чим све падамо, вика, ово е некој знак. Немате таму иднина во тоа село? Па цела Македонија се напрошла с неја. Погледање, побајање, но и све кажуе, од тука да бегате, детето се оправи, од тука да бегате. Абе да бегам, ама зашто? За 4100. Најтешко ви е за неја. 4000 денари ви имате месечно примање. Па еве, 4100, еве. Зашто ви Некаде стигаат тие приходи, Аца? Па што, па душа ми знае. Како живеете? За зорце, кромиче, пиперче. Вкусно јаде се, помалка вече. Ивана, ти имаш 25 години. Да. Како ги помина овие 25 години? Па на психијатрија се. Постојано лежиш таму? Да. Зошто? Што ти се случува? Па у психијатрија еден пут и нешто ме како изервира и оставу го тој. А кој те нервира? Па по некој пут и дома моите. А зошто те нервираат? Што ти смета најмногу? Па нешто кажат и јас тоа не го подносам. Така, све те нервира? Да. И како се однесуваш? Што правиш? Па некој пут иритирам ги. А знаеш дека тоа не е добро? Да. А тука во болница како те гледаат? Што правите? Те лечат, те лекуваат, Да. пиеш терапија? Да. Меѓутоа, одеше и во училиште? Да. Како го помина тој период? Па добро. Сигурно си имала и желби кога беше Да. помала, иако и сега си млада. Да. Што најмногу сакаш, Ивана? Па да гледам телевизија. Телевизија да гледаш? Да. Имате ли дома телевизија? Имам. Работи телевизорот? Па работи со потешкоти. Потешка работи. Да. А Па стара. дали имате други услови во куќата кај што живеете? Па имаме одреден. А што најмногу ви фали? Па највише приход, облека, пари. Немате тоа. Немаме многу. Облека кој ти дава, кој ти купува? Татко ми. Татко ти наоѓа Да. облека. Што ти е најтешко, Ивана? Во главата цялата сум како старт. Како што? Старт имам во главата. Каков старт имаш? Па старт од училиште. Не се чувствуваш добро во главата? Да. А кога ја примаш терапијата, подобро ли ти е? Подобро. Сега тука ќе лежиш неколку дена, Да. потоа ќе се вратите во селото. Таму во таа куќа среќна ли се каде што Не. живеете? Зошто? Па све на несреќу ме тера. Све несреќите тера. Да. Кога би се преселиле во некое по друго место, би била ли посреќна? Да. Мислиш ли дека би ти се средиле и болките во главата? Да. Ќе оставите Ивана, Да. а вие што ќе правите потоа? Па ќе одам мајко ми да намирам. А мајка ви не е подвижна, не е способна сама? Не. И така со денови ја оставате, па доаѓате тука да лежите со Отидов Иван. пола сат каде нема. Водичка и да не го ставу и се враќам каде. А како одите до селото? По овие Колку е денови далеко? до пола пат плаќам карта. Од пола пат пешки. А зашто до пола пат Па плаќате? немам финансии. Немате. Немам финансии. Теги 4100. А колку е ми- далеко? Па 20 на километра. 20 на Па километри. може и повеќе да е. Колку патувате пешки? 3 часа. 3 часа одите за да нахраните мајката? Да, и 3 на 6. Пола ден ви поминува во пат. Да. А и здравје се губи. Здраве. Здравје се губи. Сигурно ви е најтешко кога не можете храна да купите. Па што бре? А зошто не работите вие? Па ја имам операција на оч, ја докле немаше ја надничеше. Ама операција имам леќеме во очите оби. Не гледате добро. Не.
На яко сонце не видо само 3 метра пред мене. Наоблачно па. Сигурно ви е тешко Али кога... па, фала Богу, и толку што гледам, ја 100% не гледаше. Така. Сигурно ви е тешко кога Па како не се ми е приближувате до болницата, меѓутоа тоа е најдобро за Ивана во моментов. Најуболje. По 7-8 години се мучи. Не, ја треба и кифлиш да го зему на мајку ми доле таму, каде автобуска. Каде ќе ја земете? Па кифлите кај автобуската. А кифли треба да купите Па за треба мајка да, ви? па за што да храна? го дадам? Така. Ќе ја испратите Ивана до болничката соба, Да, па ќе ве обавезно. почекаме за да Обавезно. можеме да снимиме Ваш, каде живеете и во какви услови живеете. ќе видиш, тој со балето ја што беше на воду, колку е шушев кунела, тој што имало сметиште во двор. Тој со собе пуне. Па срамно да ја да улегам. Ама нема време да очисти. Ја оставивте? Да, Ве почекавме. Да. Сега како ви е планот? Што ќе правите? па мора за село да Колку пати така одите додека лежи Ивана во болница? па секој да се вале вода. Секој саба или го правите ова? Да. За да ја Од нахраните и да... 14, да. Од 14 до 13 е во болница. Таа не е За нива, за способна мене не е сама. важно. Не, Како не е важно? Па вие што ќе јадете? Како ќе јадете? тераме по еден пут по месец. Еднаш дневно. Да. И тоа така со години? Па 7 години. 7 години. Па што да правам? Што да правам? Нема. А девојчето како? Па тогаш кога падна по лекарства, ги теравме го до 3 година средно, со зор. Али па одлично е. Пие терапија, он оди, за 4 година нема га. Падна скроз, Не ја заврши. не ја заврши. Не бива и не бива. Али све сам дожурал и да сум јас с неја тие 2 годините докато ги заврши. Во училиште одевте? Да. Да ги земеме кифлите надворе на вистина ладно, сигурно Да, и на да. мајката и ја Па ладно како не? дома. Како Сигурно не може да Па не. стане да се Па не седи, Така не да. легнува на треба. само седи. Седи, па Да. нема кој ќе го подига. Да земеме кифли за моне, храна далеко е доле. и далеко е. Далеко. Кај се доле. А уште подалеку е куќата во кај што живеете и во кај што ќе одите пеш. Кого е? Ја за 15 минута одам, али. Овие се сирење 4 комада.
Мамо, Кифу, чекай. ovo je lapče, Сега, мамо. Чекай. tu go mnogo sudi. Ne sam bolna od sudim. Много студено što je. Студено ми, мамица, што работи? На. To je malo. A golema. Па тоа е, мамо. Da go napuni. Da Ќе ga напуни, napuni tu, ќе be, sve напуни. pune vode. Ќе напуну. Ама маче ти свезе мало, лом направило. Kako je, Ivanče? Добра е, A? добра е. Već, zlatna je. На, Što je? кифло. Edo. Koliko ima? 4. Šestin? 4. A ne sad kako ne. Gledaš šta. Па не су. A jedi ti? Абе, за мене не се ти. За мене не е важно. Aco je napateni učen, tatko i sin, кој верува после се што доживеал во животот дека куќата во селото Позајка е проколната и му носи несреќи и на него и на семејството. Пред 25 години се оженил со мајката на неговото дете Ивана, но таа на само месец и половина старост ги напушта и повеќе никогаш не се враќа. Ацо се грижел и за неа и за родителите. Во оваа куќа е невозможно око да затворите, ке рече тој. Некоја сила едноставно не ви дава да одморите. Кој мајстори да дојде да работи нешто му се случува и не може да ја доврши работата, ке каже Ацо. Куќата на овој несреќен човек е оддалечена повеќе од 20 километри од градот. Автобуска линија не циркулира до селото. Патот е многу лош. Неблиската продавница му е час и половина одење пеш, па веќе со години бидејќи Ацо живее само со 4100 денари месечно, принуден е да оди пеш по неколку часа за да може да заштеди некој денар за да купи леп за детето и мајка му. Колку години живеете во оваа куќа? 40. Предходно каде живеевте, Ацо? Има све тука доде на старата па падна. Кој почна да ја прави оваа куќа? Татко ми. Вие тогаш бевте млад? Мал. По Под- 25 години е градена. Не се дава. Се поработи, кој мајстор паѓа и више не доваѓа да работи. Други доваѓа, поработи 2-3 дена, паѓа и тој не доваѓа. Преку 10-15 мајстора се сменено. И на сите им е лошо откако ќе работат? Да. Кој ќе се на njega нафати нешто да работи, готово. Тој по кој ни чичо ми, млад, се поминава, он гил вие гелендери прави, за 2 месеца помина се. Јас во река долу, спијам си супер, а вдена од пола сат повеќе не. Ни ја, ни дете, ни мајка ми, ни татко ми го прости докле беше. Зошто се случува тоа? Што мислите? Нека клетва ли било, што ја знам. Само ми кажуе, не кажуе што, како, само вика од туја мора да бегате, вика. Што подалеко. Ама куде да иду? Куде? Некаде на 30-35 годишна возраст запознавате една жена со која што ќе се ожените. Од неа ја добивте и Ивана. Да. Што се случи во тој период? Па, она седе годину и пол, роди се Ивана и месец и пол и бега. Она и пред тоа има и по Србија оставljeno деца, тако е. Породи се и бега. Породи се и бега. Ивана во е 5-та. Што е останало? Вие сам ја исчувавте Ивана? Да, од месец и пол. Како го поминавте тој период? Работете Тежок. Тежок. Што се случуваше? Па да идеш да работиш и ние во рација носиш, с една руку копам, у едно ја држам. Кога подпорасна, ве прашуваше ли зошто живееме тука, зошто живееме вака, каде е мама? За мајково не.
Не бе прашала никогаш? Не. Па не го знае. Не го знае. Она не знае. Нас четворица што сме биле. Иначе друго не. Никогаш работевте нешто? Земјоделие сам работал и за пари иду косу. Приватно. Да. Копам. Со колку месечно живеете, Ацо? Па со тие сега су 4100 денара. Како ги распоредувате и како го поминувате сиото ви? Љути, не го дирај. Па те какво? Не ја донасам. Ја не једу. На дете земо тамо у болницу топлачко 15 денара дам едно шолиće млеко. Ја денас не, јутре ќе кусно едно кифлиće 20 динара и така е. Каде одите сега за да купите еден леп? Па кај фабриката онај Боном, онај жута се што е таму. Све по овај пат што дојдомо. Све по тај. Колку километри има до таму? Колку патувате? Па у два правца околу 7 километри, 8 ќе ми се фатив. Еден час за еден леп? Па идам за час и пол и натам и на. Немате ниту вода во куќава? Нема па од кај една куќава што е во дол. Од таму црпам и ја носам на рама. Така си од живот? Цел. Па ај со тие 4000 денара што да се снајду? Ајде. 2000 денара ми земе струја. И ако не го трошу, со тие 2000 денара лекови на Ивана, на мајко лекови, и што ќе ја? И водоред, они лекови користив да има вони да за нима. Ја за тој сам пропаднај ќе рече некој 80 година да има. Но што ако вие се разболете и А то на тој не размислуju. Не размислуju. Па морам што да правам, ајде, кажете. полесно ќе ви биде кога ќе излезе Ивана од болница, па тука ќе бидете? Па тука ќе си готво си, иду за лепче, ама те направо си чорбичко, тој тако е. Вие готвите? Ја. Што готвите? Па граше, компирчиња, праше пржимо, пиперчиња, тој. Струјата ми и она куца и дожали се, не ќе да го проверив, да видим дали струја не е исправна. По 2000 денара, 2500 не си струја, не ги пало ни сијалице, ни ништо. Па се људи чудив, вика, како може ми и апарати, и машина за прање и све, вика, по 1000 денара, а ти толиско да платиш. Ивана ни кажа дека многу сака да гледа и срекне, а прави телевизорот. Па дадени ga еден донирага од тие кинески. И 15 минута само работи и после направи пречкана линија. Па треба 24 сата да го чекаш, па да добие, па 10 минута, некад 15. Толку трае среќата на Ивана, 15 минути додека гледа. Толку. Она, абе, тато, каде да саглам да најдем некој нов. Абе, синку, кајде, јас сам, куде? Куде што да го земам? Ајде. Што превикам? Дали за лепче за вас имам, дали што викам и ја. Најголемиот проблем за Ацо настанува пред неколку години кога во ист ден, во ист миг паѓа и мајка му и татко му и ќерката. Сите ќе рече тој на различен дел од куќата. Татко му починал, мајка му залегнува неподвижна, а малата Ивана започнува да оди по психијатриските болници и да лежи таму со месеци. Ивана че беше супер. Супер. До 18 години. Сигурно, кога одеше во училиште, иако и тоа малку далеку од селово, Далеко. вие ја носевте? Да. И сигурно, Носам и идам па ја зимам. сигурно ви беше тоа напорно, меѓутоа и Како не? напорно, што се разликува од другите деца во смисла дека нема исти услови како другите деца. Услови сум го давал. Не сум го делил од богати и сиромашни. Како богато е ишло. Како успевавте? Со зор, идам, копам на луѓето. Има сме и 25 часовце. И све за неја. За неја и за татка ми. За нима двојца. Сега таткото го нема, почина. Да. Он почина, Ивана се разболе, мајка ми исто. Сви у исти ден. Дали 14, дали 15 јули. Сви паѓа. Ивана позади куќа,
татко ми туја, мајка ми у подрум. Сите во ист ден падна. Сите за 10 минути. А вие што правевте тогаш? Душа не знае. Плачу од еднога до друга у нас, ај викај доктори, документи. Татко ми кад се почина, 9 месеца сам ga njega čuvaja. To on se počina, majka mi pada, Ivana pada, a i tatka mi treba ga ponasam za grobište. I zato ne je ispišeno, ni trebalo sam doktori da vikam da mi dade to dokumenat. Ама ja u toj umisleno za dete, za majka, ovaj počinat, kako što će rabotu. I ne sam vikaja kad posle otido da ga umatično da traži dokumenat, daj mi to, pa nemam. Pa što on si vikaja, doktor, sad kad te zatvorimo. Čoveče, takva mi je situacija mene. Nema ko da me pravi, vikam. Nema ko, vikam. Pa komšije, vikam, sa statka mi aluje. Će ga zasakreno. Majko mu, vikam, nosi vi dete za bolnicu. I ja, vikam, nisam da idu u grobišta, nisam sa Sovije da idu, vikam. I moja, vikam, ne je lako. Сега докторка ми кажа, тај сестра са бале, лекови. Фалим на Иванот. Около среду мора лекови да зему. И тој ми треба 2600 денара за лекови. Како ќе ги најде тацо? Обеќа ми еден маќарски доди чуја каква е ситуација од доктори и дојде и он ми кажа све, вика, иди каде матично нек препише, ја доваѓам у болницу, лекови ја ти плаќам, ја ти помагам. И никогаш и вчера и денес семејството на Ацо живее тешко. Ивана во моментот на снимањето лежеше на психијатрија и не се знаеше уште колку ќе лежи во болница. Ацо немаше ниту денар. За да ја купи кифла на мајка му секој утро кога ќе се увери дека Ивана е подобро, тргаше пеш од центарот на Команово до селото Позајка кое е на 20 километри оддалечено. Низ реки, мостови, автопати, по дошти, по снег, за овој човек нема препрека кога не блиските се во прашање. Но се прашува како понатаму вака ќе продолжи да живее во куќата која сите членови му ги разболела и без пари, не можејќи да купи ниту лекови, ниту храна за нив. Зошто е вака направено, несредано тука во куќава? Па, ја бев полеп, а да долу апчињева. Кад се вратив, тука тој шушев кај фрљамо на кај стара падната куќа. Све овој се напуни. Со што? Па тој шушек унесе го вдена. По собе. Све и кофу фрли, и кад удари главото у зад, и очи преокрена, ја брже по њума, она како главу удари унесвести се, падна, ја ајде за вода докато го свест, она малка дојде како при себе, кад утече рит, по 20 минути му горе стигнае. Мало многу го приоблеко, видесте како е облечено. И за болницу. Нам Коински мост пада унесвес. Пешки одевте? Не. Падна баш на асфалтот, с главу удари такој, и само такој учино, и најден со скола човек. Само споро идеше, брже ќе го згазеш. И нимо име. Кад чина и до болницу го несомо. И него примав докле 2500 денара неплату. Одма. И викам, луѓе, ја моментално пару немам. Како знаеш, вика, за 5 минута донасе пару да го примам, ако не носи си го. Па отидов у Зелен пазар, у Куманово. И с еднога правим обед, ама чувне еден албанац. Туја он продава тутуни, коштани, свашта човек. Бркна и джеп извади. 2500 даде ми. Комшо ја не може да те врату. Ја викам, овие што познавам да ми даде, па на рате. Ќе скарбаву помалка и ќе се даш. Вала не ти трачи, дете не ти остане живо. И така е. Плати го. И сега јаш колку ќе ми земе, не знам. Колку често лежи Ивана во болница? Па, сега
какво книжко направимо, прв пат во е. А без документи кога беше, тога беше 96 дена. Повеќе од 3 месеци. 96 дена. И вие секој ден ја оставате Ивана во болница? Да. И доаѓате пеш тука да ја нахраните мајката? Да, па се враќам. И пак се враќате? Да. Но 22 километри во еден правец е многу за Па многу ема еден човек. што да правиш? Кој што Па сега внесол нозете еден- те, тој ме боли, па знаеш колку. Ама што да правам, морам. Еве сега сам одена, памет ми е таму. Мислите што прави Ивана? Па там кад сам кад дете гледам го оно болја малка, па мислу па за њума. Дали е паднала, дали се открила. Ја доста видиш како сам го стави ја такој. Да Не може ли да легне убаво? Не може да легне, а ако сместо да легне, ја докле да дојде, не може да стане. Тој е проблем. А ако е со тај стап најде си го кофу, привеси си го њума, иде си по њој на работу, па го погурне малка, тако ја до њума стои си водичка и дење во ставу. Тука во собата оди по нужда, не може да оди. Не, нема шанса. Нема шанса. Може би најдобро за неа е некој дом, некоја институција во која што ќе има нега и грижа како што треба. Па најболje, ама нема, оне прво траži да унесеш, а ово ја што ти унесу? Немате со што да платите. Па нема. Нема, тие су 4100 денара. Не су повеќе. Каде спие Ивана кога ќе се врати од болница? Па тука е оној, Во другата соба. да. А ја ги дежурам. Не знам она на њуја кад ќе се слоша, не знам мајка ми кад ќе падне, ако легне. И па кога спиеш ти, Јацо? Тука седејќи пола сат и тој ми е на прак. Но како удиш по 20-40 километри во денот? Доктор се чудев, еве у болницу. Када дојде да надзрнем, ја сум буден. Како издржуваш? Од зор викам, навикам ја тој станало и тако е. И све мислу у њума. Ја ќе се ослободу, она кога ќе се излечи. Додека пешачите, што размислувате, Јацо? Све ми за њума да се прави. 300 маке съм видел. Тук съм почувал и сега ово е тешко ми е. Дојде ми куќата да го срушу. Толку ми е више. Зошто да ја срушите куќата? Зашто нема среќа, видиш? Еве, сега таму с тија терапија те го добрачка. Само еден пут во се слушало, 10 минута го е држало. А в ден, денес како с тија терапија, добра е. Утре се бале го дам. И куќе ќе го запали. И она убор не би кажа. У куќе немам. Уопšte, и она кажа. И на доктор ќе кажува. Пола пат одите пешки? Да. Откај што скренам од автопутот за навамо, онај што иде за Паланка. Туј се симнују, од туја пешки до дом. И натаму исто. Колку 40 километри? Па не сум мерија, не знам колку Пола е. пат. Пола пат е. Ама успарам 80 денара. За 80 денари одите уште 3 часа. Да. Па сум само тек земо кифле. Колку дена ќе помине со овие 4 кифлички? Овие ли? Па утре собаде кога ќе дојдам, она си ги облескала. Доручак, ручак, вечер и е тоа. 2 пати јаде. Ама јаде си, денеска цело лепче си га она изруча. И со лепче. А што јаде со лепчето? Со лепче па спржам во оној. Те дадеше ми тие едни пријатели виршле кило и нешто, па во 4. 2 во за сега, 2 за навечер. И тако е. А ја за мене прашче и тие од низуби перке, спржу си. Кад имам време повеќе, али сега како дете у болница немам време. И не, оноди. На што се греете? Ми е дечко дал таму кубик, има кубик и пол. И тој ќе су ми за цело зиму. Не ли е ладно на мајка ви, Овдена ќе го донесу. но до тогаш, еве, има снег. Па тоа ќе го ете го мотаго с 3 чергите.
И, Дење ноќе во таа позиција. да, дење ноќе, да. И да сум тука на исто. Што најмногу би било улеснително за да би биде вас полесно, а со тоа и на... Па нај да може да имам услови да се додеква тргну. Да дете да може да ми се оправи. Да тргнем напред. Барем оно да има среќа. У моја се види веќе шмалка. Него оно. Што ќе биде после вас со Ивана? Не знам. Не знам. Не знам. Страх ме фаќа, ама што да пробам. Страх ме фаќа. Ама куде сам бил свуде и тој не слободи, вика, од тука ако се мрднеш, најмалку да бегаш од твое село, вика, 20 километра, дете една ќе ти се оправи, вика, и ќе е среќно. Вас ви треба, макар и во друго село, Да. поблиску до градот, каде што ќе има подобри услови за живот. Да. Па е како речемо оној добра шане што е. И тој ја има си само послуги поближе до градот, до све. И кога има повеќе деца, она ќе комуницира девојчиња, знаеш. И оно ќе го изфрља, вдена нема с кога да комуницира. Оно тој го нападнало. И нема још додаде с кога, само с мене и с баба улици комуницира. Нема тука деца. Нема. Така е порасната без друштво. Да. Така, ама имаше стари бабе у секоја куќа по една. Па идеше во на куде едно, куде друго, за кој дете си идеш. Сега нема, сега само тај комшиката тамо. Но е. Е таму тој горњето мало има луѓе. А во нашо нема. И не ми треба спратови. И едно купателце да може. Полесно ми да го избањам. Сега грееш воду, па оно корито, па њом да го ставиш како дете, па она се цимне, па она прчи, па расипе, па поново грее воду. Па... Постојат луѓе кои умеат да ни ги наполнат батериите кога ни се празни, со својата близина, со убав збор, и веќе од почеток можеме да сануваме, зашто со многу малку направиле чудо. Таква мало внимание ќе значи чудо и за животот на овие луѓе. Ќе се препородат, ќе оздрават, ќе продолжат да сануваат и повторно како некогаш да веруваат во животот.